тогаш се донесе консензус да од оној буџет што се донесува од владата, што се донесува за како изворна средства до Министерството, да 5% оди во диагностички цели, значи за диагностицирање на тие ретки болести. Зашто? Зашто е дел од диагностичките процедури ги имаме тука, ама не за сите болести, така да голем дел од пациентите имаат потреба за диагностицирање, без разлика дали е тоа метаболно, дали е генетско испитување некаде во светот. Тоа до сега го правевме на лични контакти, значи на лични соработки со лекарите во светот. Сепак тоа некако веќе како да се затвора тој круг и тие се ограничени со средства и се повеќе се случува да бараат пари од нас или од нашиот здравствен систем или од пациентите за плаќање на овие услуги. Мислам дека со овие 5% ќе се заврши работа, барем за некој од нив, кои што заслужуваат и диагноза, а понатаму и третман. Весна, дали третманот за болеста гоша која што ти имаш е на позитивната листа и колку чини оваа терапија? Претпоставувам дека е доста скапа затоа што се работи за ретка болест, нели? Така, значи овие третманот за ретките болести не спаѓа под надлежност на Фондот за здравство, туку спаѓа под надлежност за Министерство за здравство. Инаку како лек е регистриран во Македонија, значи се увезува во Македонија, мислам дека преку Алкалоид. Донација, иако преку донација за 4 пациенти колку што сме во Македонија и плюс 1 пациент има на клиничка студија во Бугарија, исто од Гензем, се донирани над 4 милиони евра моментално. Инаку за еден пациент околу $200,000 чини лекувањето на годишно ниво. Но тоа зависи и од пациентот, значи се пресметува висина, тежина, состојба на пациентот во која се наоѓа моментално и токму затоа е подобро да се почне со лекување порано, затоа што ако се почне на помлади години со лекување, понатамошно ќе биде потребна помала доза, што значи ќе биде поевтина. Значи ако порано се диагностицира и поевтина лекувањето, претпоставувам и порано се почне со лекување, поефикасно. Поефикасно, да, дефинитивно. Затоа што има пациенти на кои на пример му е извадена слезината. И од тука натаму многу е потешко да се опорави тој организам. Да. Доктор Шокарова, какви се пациенти се диагностицирани на клиниката за детски болести со ретки болести и се лекуваат кај вас? Значи вака, на клиниката за детски болести се само дел од децата. Пред се со метаболни заболувања, исто така со конгенитални аномалии кои што немаат лекување, додека и на другите клиники сигурно дека се среќаваат деца, односно пациенти со ретки болести, тоа се ретки форми на леукемии, ретки форми на ендокрини заболувања, така да секој на својата клиника си ги лекува колку што може и колку што системот дозволува. Голем дел, морам да кажам дека голем дел од ретките болести, оние кои што не заслужуваат многу скапа терапија, се покриени од фондот. На детската клиника се навоѓа децата кои што имаат метаболни пореметувања. Тоа се 2 деца кои што се со мукополисахаридоза, тие се лекуваат, примаат терапија еднаш неделно на нашата клиника. И децата кои што примаат фактички терапија за гоше, тоа се не децата, односно пациентите и повозрасни луѓе има кои што фактички примаат терапија. Има и други ретки болести кои што не се покриени од фондот, така да сепак тие исто така се лекуваат кај нас. Без разлика дали се тоа конгенитални аномалии, без разлика дали се тоа невромускулни заболувања, сепак колку што системот дозволува и колку што има терапија, на тие деца им се ускокнува во однос на терапија. Весна, каква е ситуацијата со другите членови од вашето здружение Живот со предизвици? Дали тие навреме ја добиваат потребната терапија, која што им треба нели за нормално да живеат? Така, значи, во Македонија, во нашето здружение се приклучуваат се повеќе и повеќе луѓе, значи пациенти и родители, кои се соочуваат со живот со ретка болест. Сакам да ги споменам дека се тука луѓето со фенилкетонурија, каде што има 6 пациенти, 3 деца, 3 возрастни. Понатаму тука имаме едно дете со Алажил синдром, имаме луѓе со хередитарен ангиодем, или ХАЕ така наречени.
и тие се приклучија кон нашето здружение и се приклучуваат секојдневно и нови болести, на кои некои се уште не можам ни да ги изговорам, значи се уште учам да ги изговорам и да научам што се им се случува на тие пациенти. Воглавно, родителите на овие деца сами од својот буџет се обидуваат да се снајдат и да им купат лекови на своите деца што им се потребни. Например, за фенилкетонурија, тироцинемија и алажил синдром е потребна посебна исхрана и посебна формула за млеко, посебно брашно од кое се меси леп. И за овие пациенти е потребно некаде од околу 500 евра месечно за да се обезбеди сето тоа. И тука имате родители кои работат по 2-3 смени, само за да можат да му обезбедат на своето дете нормален живот, затоа што ако на фенилкетонурија не му се обезбеди тоа на детето, може да стигне до ментална ретардација. Ако не му се обезбеди на алажил синдром, може да има потешкоти со црниот дроб, со дишните органи. Со тироцинемија исто се случува да се дојде до ментална ретардација. Значи тоа се проблеми кои еден родител не може да си дозволи да ги види кај своето дете. И се борат самите. Имаше еден период кога беа покриени од фондот, но со програмата за ретки болести сега тие треба да бидат покриени од Министерството за здравство. И јас се надевам дека ќе најдеме заеднички начин и решение кое ќе биде долгорочно и на овие пациенти да им се обезбеди терапија. До каде се преговорите со Министерството за здравство околу ова, нели? Така. Важно прашање. Мислам дека сме тргнати на добар пат моментално. Значи, кон нашето здружение, како почесен член и како поддржувач се приклучи жената на амбасадорот на Америка, Мери Джо Волерс. Исто така се приклучи Аспазија Софијанова, која е директор на детската клиника, доктор и исто така стана и председател на комисијата за ретки болести, која се реоформи оваа година. Да. Значи, тоа е чекор напред кој ни беше потребен, затоа што комисијата за ретки болести сега ќе биде одговорна за да го направи регистарот, во кој ние сега го ќе помогнеме. Значи, ние припремаме моментално еден допис каде што ќе состават сите пациенти кои ги имаме во нашето здружение со сите нивни потреби, значи со конкретен третман што ми е потребен, конкретни луѓе се работи за конкретно израчунати суми, така да не речам. И мислам дека тоа ќе им помогне на комисијата и на Министерството за заеднички да најдат начин и да се тргне напред. Да. Доктор Шукарова, на вашата клиника се лекува едно детенце со фенилкетонурија. Објаснете ни за каква точно болест станува збор? Значи не едно, него се повеќе деца, како и да е, значи тоа е фенилкетонуријата е метаболно заболување, тоа е дефицит на фенилаланин хидроксилаза, тоа е исто така ензим, кој што не дозволува фенилот аланинот да се дообработи и тој исто така се таложи во тоа исто така една болест на таложење. Бидејќи детето на некој начин фенилаланинот кој што се наоѓа дури во мајчиното млеко, треба брзо и веднаш да се препознае, за да на тоа дете му се даде специјална формула на млеко која што содржи точно одредена количина на фенилаланин кој што му е потребен за развојот на мозокот, ни повеќе ни помалку. Токму за тоа е скапотијата на тоа млеко, а потоа и цел живот, нели, да прима специјална формула на млеко со точна протеинска подготовка, значи без многу голема количина на фенилаланин. Заради тоа, овие деца се фактички доживотно врзани за таја, да кажам, за тој диететски режим, кој што на некој начин им обезбедува нормален живот. Ни повеќе, ни помалку од тоа што им треба. Ако имаат во поголема количина фенилаланин, во таа ситуација најчесто страда мозокот и најчесто имаме проблеми во смисла на ментална ретардација, неможност да ги стасаат во развојот своите врсници и така. До сега не е пронајден лек за оваа болест? Лек нема, него е диететски режим кој што им обезбедува во светот на тие деца да живеат нормално, а потоа и возрастни луѓе. Веќе во светот има референци дека векот на животот, на нормален живот на овие деца односно веќе возрастни пациенти се продолжува и е добар.